Значи, се согласувам со мојот предходник, репликант, колегата Стевананџија, дека изнесовте тешки зборови, кои што ви беа напишани очигледно, не верувам дека се ваши изворно, за артистичка влада, глумци и така натаму. Глумци сте вие цел ден овде што читате напишани готови говори, и сакам да ви кажам, ако е нешто лицемерие, лицемерие е вашето однесување и вашите настапи овде кои што ги имате на говорницата. И аз ви дадов еден пример во моја реплика на ваш колега, каков беше начинот на работа на СДСМ и каков е овој начин на работа на ВМРО-ДПМН сега. Значи, ниту јас, ниту вие сигурно не знаеме како работел Тутунскиот комбинат Прилеп. Јас верувам дека ако одите во Прилеп, без да прашате некого, ниту знаете каде е фабриката, ниту знаете каде е управната зграда. Меѓутоа, сакам да ви кажам еден пример, ќе го повторам денеска, затоа и се јавив за реплика, на Струмичкиот монопол. Значи, купен за 12 милиони марки, со залиха на тутун од 15,5 милиони марки. Ова е криминал. И тогаш, прв пат и последен, Бранко Црвенковски дојде во Струмица за да ги презентира странските инвеститори. Ке повторам уште една, за да може да си запишете, бидејќи очигледно така не можете да реплицирате. Значи, со сите долгови кои што ги имал Струмичкиот монопол, е купен за 12 милиони марки 1996 година, за да веднаш после 3 месеци, после продавањето на залихите, има профит од 3,5 милиони марки. Не зборувам, значи, за управните згради, не зборувам за хотел во Банско, не зборувам за 5 откупни центри низ Струмичката околја и така натаму. Кажете ми вие, која е тука бизнис логиката, вие да купите нешто кое што има 10 пати повеќе имот и вредност. И немојте сега да зборувате овде дека оваа влада на криминален начин работела, имаме глумци, дошле кинезите, тутунот, цигарите чинеле 8 евра, се продавале за 5 и така натаму. Објаснете ми, бидејќи вие сте очигледно голем борец за социјална правда и за сиромаштија и за невработените, објаснете ми која е бизнес логиката да купите, да продадете нешто за 2 денари, а истиот да има капитал од 3, кој што ќе го оновчите за 5-6 месеци или една година. Освен ако не е овде мито, корупција и криминал. Ништо друго.